Пирамидите во Египет. Пирамидата е тип на градба главно со квадратна основа која е позната од различни антички култури, како што се Египет, Латинска Америка или Кина. Пирамидите главно биле подигнати како градби со религиозна, церемонијална основа. Потекло. Степените пирамиди или структурите слични на пирамида биле изградени во античко време во различни времиња на различни континенти. Истражувачите денес претпоставуваат дека немало никаква врска помеѓу различните култури разделени со големи географски растојанија. Тоа е малку чудно доколку немале никаков контакт едни со други, како ги граделе во исти стил со толку многу сличности, речиси идентични едни на други. Постојат различни теории за потеклото на овој метод на градба. На полето на египтологијата е развиена теорија во однос на првичната идеја за изградба на пирамидите, дека обликот на скалестата пирамида особено треба да ја одразува древната египетска општествена структура со низината хиерархија. Според една египетска теорија, пирамидите се само последователен архитектонски и структурен развој, почнувајќи во Египет од правоаголни гробни могили направени од песок во праисторијата, подоцна со мастаби и последователни пирамиди со чекор кон средни фази. За други култури, култната тумба може да се претпостави дека е почетна точка на таквиот развој наместо гробната тумба. Двете теории може да се применат надвор од Египет за сите други култури кои исто така изградиле пирамиди или структури слични на пирамидите. Египетски пирамиди. Пирамидата во Гиза. Гробниците на многу египетски владетели, фараони од Старото кралство околу 2680 до 2180 година пред нашата ера и делови од нивниот двор се пирамидите. Затоа овие фараони се познати и како градители на пирамидите. Развојот на древните египетски пирамиди започнува со така наречените мастабаси. Првично едно ниво, рамна зграда направена од тули од кал, на која подоцна биле додадени дополнителни нивоа како резултат на тоа чекорните пирамиди се појавија во третата династија. Меѓутоа, само скалилата на Џозер во Сахара била завршена, додека две други пирамиди, пирамидата Сечемхет и онаа на Чаба од оваа династија останале недовршени. Транспорт на камења од четвртата династија. Во четвртата династија фараонот Снофру релативно брзо за само неколку години представи три огромни пирамиди. Медиум пирамида, Бенет пирамида и Црвена пирамида во Дашур, кои заедно со трите пирамиди во Гиза сочинуваат околу 3/4 од вкупната маса на сите египетски пирамиди, и тоа веќе во првите 100 години од периодот на пирамидата долг околу 2700 години. Иако конструкцијата на пирамидите варираше многу, сите се заснуваат на истиот основен концепт со внатрешната скалеста пирамида која се состои од внатрешно наведнатите потпори и можеби мазна облога. Сложеноста на конструкцијата на пирамидата, нивниот уметнички дизајн, нивните агли на наклон и изведба на погребните комори многу варираат низ династиите. Постојат различни теории за тоа како египтјаните го избрале аголот на наклон на нивните пирамиди. Се претпоставува дека египетскиот лакт секогаш бил избран за вертикалата на градиентниот триаголник на пирамидата, додека должината на хоризонталата имала променлив број. Свитканата пирамида има два различни агли. Фараонот Снофру го постави аголот за неговата пирамида Медиум. Овој агол бил усвоен од фараонот Кеопс во петата династија. Фараонот Ниузер го продолжил овој метод на градба со својата пирамида во Абусир.
Вкупно има околу 80 познати пирамиди во Египет. Најголемата е Кеопсова пирамида во Гиза. Има површина од околу 230 пута 230 метри и била висока околу 146,60 метри по завршувањето. Неговата сегашна висина е само 138,75 метри. Во непосредна близина се пирамидите на Чефрен и на Менкауре, како и помали споредни пирамиди, иако пирамидата на Кефрен е околу 3 метра по-ниска, во својата првобитна висина 143,5 метри, таа изгледала поголема од Кеопсовата пирамида, бидејќи била изградена на 10 метри повисоко карпесто тло. Пирамидата на Менкауре е значително помала, со висина од 65,5 метри. Сите пирамиди на висорамнината Гиза биле изградени за време на четвртата династија околу 2630 година до 2525 година пред нашата ера. По најголемите пирамиди, изградени во Старото кралство околу 2200 години пред нашата ера и оние од Средното кралство, главна градежна активност околу 1975 до 1750 година пред нашата ера, биле помали, а биле избрани и други погребни структури. Во вториот период, бројни владетели почнале да градат пирамиди, но речиси ниту една не била завршена. Последниот египетски крал, кој му била завршена пирамидата, бил Ахмос први, кој починал околу 1550 година пред нашата ера и основал 18-та династија. Низината Ахмоза пирамида, единствената во Новото кралство, имала јадро од урнатини и затоа денес е во урнатините. После тоа, само во кралството Куш од околу 750 година пред нашата ера били изградени нови пирамиди. Важноста на пирамидата. Во древниот Египет пирамидите служеле како погребни места за фараоните. Зидовите во овие градби биле неукрасени до и вклучително четвртата династија. Така наречените пирамидални текстови се пронајдени во погребните одеи од петата династија. Патот до погребните одеи водел низ долг тунел во пирамидите, за да се заштити од ограбувачите на гробови. Влезот во овој тунел бил скриен и внимателно заклучен. Пирамидите били изградени во близина на Нил, за да може камените блокови таму да се транспортираат по вода. Приближно 60 метри високата скалеста пирамида на Џозер од Старото кралство беше проширена 5 пати за време на нејзината изградба. Првата градба била масивна камена градба 63 метри од секоја страна во форма на мастаба. Одговара на вообичаената гробна надградба на високите судски службеници во тоа време. Надворешните површини на оваа структура биле од фин турски варовник и веќе биле внимателно обработени и изменети пред да се изгради првото проширување над неа. Првото проширување ја зголемило структурата за 3 метри од сите страни. Во вториот чекор 11 шахти беа ископани на источната страна, достигнувајќи 33 метри длабоко во основата. Тогаш мастабата беше продолжена за 8,5 метри, така што ги покрива шахтите. Во еден од тунелите што се разгранува од овие шахти се пронајдени бројни садови од претходните династии кои се чини дека биле донесени овде во времето на Џозер од други погребни места каде што често ограбувале гробници. Пред да биде завршена оваа трета фаза на проширувањето, започнала четвртата фаза од конверзијата. Сега пирамидата е повторно продолжена за 3 метри од страните, но во исто време за прв пат доби форма на скалеста пирамида висока 40 метри. Во последната фаза на проширувањето пирамидата конечно беше проширена на северната и западната страна на вкупна површина од 125 пута 110 метри, а висината беше зголемена на 60 метри за 2 дополнителни етапи. Митолошкото толкување на скалестата пирамида е дека изградбата на скалестата пирамида била наменета
да реализира огромно камено скалило до небото што ќе му возможи на починатиот крал да се рангира како човечки еквивалент на сонцето, Хорус, на еднаква основа со самото сонце. Пирамидата му дозволи на кралот да постигне бесмртност во неговата куќа на вечноста, под наводници. Архитектонски облик на скалестата пирамида е импресивно и елаборирано проширување на оригиналната мастаба. Само последното проширување значи зголемување на употребениот волумен на камен од 200.000 на 850.000 тони. Целосното проширување на оваа оригинална мастаба значително ќе ги зголеми барањата за материјал, туку и таква структура нема да биде доволно стабилна. Во принцип, скалестата пирамида представува 6 скали поставени една врз друга кои одговараат на вообичаената форма на гробното место во тоа време, но во севкупните димензии таа формира импресивна градба која била невидена во своето време. Техниките развиени при изградба на оваа прва пирамида ја формираат основата на сите подоцнежни пирамиди. Вистинските поднаводници пирамиди се состојат од скалеста пирамида одвнатре, која е покриена со непречено изглабени камења. Изградбата на пирамидите бараше голем број обучени и искусни професионалци кои мораат да се грижат за нив. Бидејќи пирамидите беа демонстративно изградени од дното нагоре, точно на целата планирана основа, изградбата резултираше со пирамидален изглед. Колку повисоко растеше пирамидата, толку беше помала површината на која можеше да се изгради и толку помалку работници можеше да има. Изградба на египетските пирамиди. Пирамидата на фараонот Џозер во Сахара. Подетално не се дадени точни датуми и методи на градба, постојат различни теории за изградба на пирамидите, досега сепак ниту еден од нив не е целосно докажан. Изградбата на пирамидите била многу поинаква. Скалната пирамида е најстарата форма на такви монументални градби. Архитектот Имхотеп создаде структура која се разликуваше од сите претходни гробници по големина и форма, за да ја демонстрира уникатноста на фараонот. Врз основа на обликот на мастабата, скалите станаа помали за да создадат форма на пирамида, изострена кон врвот и насочена кон небото. Така се роди идејата за пирамидата. Оваа градба се одржувала со векови. Пирамидите на Старото и Средното кралство биле обложени со фин варовник, но оваа обвивка сега е во голема мера уништена со грабежот на камења. Поголеми делови од облогата се зачувани во свитканата пирамида и горниот дел на пирамидата Чефрен. Покрај тоа, во основата на повеќето пирамиди има останато камења за обложување, кои биле покриени со урнатините за време на грабежот на каменот и затоа биле заштитени.